Добра вечер, почитувани. Централен дневник во 20 часот. И во ова издание, информативната редакција на К1 со најнови информации. Останете со нас, започнуваме по настаните на денот. Од Панини до споменикот на илинденците, мирен марш за поддршка на полициските сили, кои застанаа во одбрана на Република Македонија. Владата одлучи на семејствата на загинатите полицајци да им додели паричен надомест од 70.000 евра. Ситуацијата во Македонија негативно може да влијае врз туризмот и земјоделието. Од Панини до споменикот на илинденците, вечерва Велешани маршираат во знак на поддршка на полициските служби. Со овој мирен марш, граѓаните изразија поддршка и почит на македонската полиција, заблагодарувајќи се за нивниот патриотизам и професионалност во одбрана на државата. Пред почетокот на маршот, екипата на К1 телевизија беше на лице место. Дел од граѓаните ги пренесоа своите пораки упатени до специјалните единици на МВР. Деталите за ова ќе можете да ги погледнете во текот на утрешниот ден. По повод последните безбедности настани во Република Македонија, односно нападот на караулата Гошинце и последната вооружена пресметка на македонските безбедностни сили со терористичката група на УЧК во Кумановската дива населба. Ние, граѓаните на град Велес, од сите граѓански здруженија, изразуваме длабоко сочувство и жалење на 8 херојски загинати и 30-ната повредени припадници на македонската полиција. 8 херои кои паднаа за браникот на слободата, мирот и неправдата на нашата татковина, вечно ќе останат длабоко врежени во нашата свест и историја. Од овде, од револуционерниот Велес, од градот на гимиџиите, испраќаме силна и недвосмислена поддршка за македонската полиција и македонските безбедностни сили. Истовремено изразуваме безпрекорна почит и признание за високата патриотска свест и пожртвуваност на сите учесници во акцијата за неутрализирање на терористичката група. Нашите одбранбени сили покажаа висока професионалност и борбеност во одбраната на граѓаните загрозени од оваа терористичка група. Ние, Сдруженијата на граѓани од Велес, би сакале да укажеме на необходноста од понатомошната смиреност, воздржаност и мудрост во градењето на нашиот заеднички меѓуетнички живот, како неголема гаранција за зачувување на мирот и стабилноста на нашата земја. За таа цел ги повикуваме сите граѓани на Велес вечерва со почеток во 19 часот да излезат пред Панини и со еден краток марш до споменикот на илинденците да дадеме силна поддршка на македонските полициски сили. По повод последните безбедностни настани во Република Македонија, односно нападот на караулата Гошинце и последната вооружена пресметка на македонските безбедностни сили со терористичката група на УЧК во Кумановската дива населба, ние, граѓаните на град Велес од сите граѓански здруженија, изразуваме длабоко сочувство и жалење за 8 херојски загинати и повредени припадници на македонската полиција на браникот на слободата, мирот и напредокот на нашата татковина. Загинатите херои вечно ќе останат длабоко врежени во нашата свест и историја. Од овде, од револуционерниот Велес, од градот на гимиџиите, испраќаме силна и недвосмислена поддршка за македонската полиција и македонските безбедностни сили. Да дадеме поддршка за бранителите, за полицијата и сета благодарност до нив што спасија многу човечки жртви накнадни. И тоа е у суштина, нели тоа е тоа. Да им дадеме поддршка, дека не се сами, цел македонски народ е со нив. Да не се случи никогаш више вакво нешто, а ако се случи, па сите ќе бидеме и тигри, и волци, и се државата ќе ја браниме до еден до смрт. Да даеме поддршка на безбедностните сили на Македонија и за мир. Дојдовме за поддршка на хероите, на нашите бранители за македонската полиција.
да даеме, затоа што се жртвуваат безкомпромисно за сите нас. Да биде мирно. Да биде мирно на сите, за сите е убаво така да биде мирно. Владата донеса одлука на семејствата на загинатите полицајци да им додели паричен надомест од по 70.000 евра. Претениците денеска ќе започнат 47-та седница. На дневен ред е точка за измени на законот за минимална плата. Владата на Република Македонија донесе одлука на семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили да се додели финансиски надомест во висина од 70.000 евра по семејство во денарска противвредност. На загинатите припадници на полицијата кои беа во брак, половина од сумата ќе биде доделен на сопругата, а другата половина на родителите на полицаецот. Министерството за внатрешни работи е задолжено да подготви и достави информација за потребите за дополнителна помош и поддршка на членовите на семејствата на загинатите полицајци. Финансиски надомест за припадниците на безбедносните сили кои беа ранети и повредени во полициската акција во Куманово, на најтешко ранетиот полицаец да се додели финансиски надомест од 40.000 евра во денарска противвредност. 4 тешко повредени полицајци ќе добијат по 35.000 евра. 19 полицајци оперирани заради потешки повреди ќе добијат надомест од по 25.000 евра. На преостанатите 13 полицајци кои беа повредени и ранети во акцијата ќе им се додели надомест од по 5.000 евра по полицаец. Припадниците на единицата за специјални задачи и на единицата за брзо распоредување кои беа ангажирани во Куманово ќе им се додели надомест во висина од по 10.000 евра. Исто толкова сума ќе добијат и припадниците на хеликоптерската единица и на професионалците од штабот кои раководеа со акцијата. Полицајците од посебната единица добиваат по 5.000 евра. Министерството за внатрешни работи треба да достави информација со предлог за висина на недоместок за припадниците на редовниот состав, ангажирани во полициската станица во Куманово. Медицинскиот персонал кој беше ангажиран во време на полициската акција во Куманово ќе добие надоместок во висина од 1 месечна плата по медицински работник. Во рок од 7 дена формирана комисија за проценка на оштетувањата на недвижниот и движен имот во местото на акцијата ќе излезе на терен да подготви и достави до владата извештај за процена на штета. Комисијата ја сочинуваат представници од општина Куманово и владата. Обештетувањето ќе се изврши во висина од 100% наведена во извештајот. Владата одлучи на семејствата чии што домови се оштетени во акцијата во мерка која не дозволува услови за престој во нив да им се обезбеди сместување во време на периодот потребен за санација на нивните домови или пак во истиот период додека трае санацијата да добиваат финансиски надомест за закуп на простории кирија за живеалишта. Владата одлучи на овие семејства да им додели и првична еднократна хуманитарна помош во висина од 100.000 денари по единица оштетен дом во мерка која не дозволува услови за престој. Дел од лицата осомничени за тероризам потврдија дека биле вмешани во случајот Гошинце, информира Министерството за внатрешни работи, кое пронајде голема количина на оружје и муниција за кои се претпоставува дека биле дел од украденото оружје од полициската станица во Гошинце. По приведувањето и разговорите со лицата осомничени за тероризам, дел од нив ја потврдиле инволвираности во нападот на полициската станица Гошинце, посочувајќи го местото на кое го сокрили и складирале оружјето украдено од станицата. Врз основа на добиено оперативно сознание на 10 мај беа извршени претреси на 2 локации во Малино Мало, село Брест, на отворен простор во импровизирани бункери. При претресите пронајдена е поголема количина оружје и муниција, и тоа 61 парче автоматско оружје и вкупно 8 сандаци муниција, кои ќе бидат предмет на дополнително вештачење за потврдување на сомнението дека станува збор за истите кои биле одземени од полициската станица Гошинце. Од првично направените проверки, утврдено е дека од вкупно 59 парчиња автоматско оружје, кои имале јасни и видливи сериски броеви, 54 пушки со сериски број се во сопственост на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, соопштуваат од МВР.
По апсењето на 30-мината терористи кои викендов ја нападнаа Кумановската дива населба. Дел од нив проговориле за останатите планови и мети на напад. Од средината на овој месец планирани биле напади на полициски станици, како и символот на Скопје камениот мост, каде на удар би биле и случајните минувачи. Дел од приведените терористи планирале минирање на камениот мост во Скопје, велат извори блиски до истрагата. Според кажувањата на приведените, целта била да се предизвика паника и цивилни жртви. По приведувањето, повеќето од апсените не молчеле и откриле дел од плановите на терористичката група. Биле поделени по групи и локации на действување. Мета биле и полициските станици во Куманово, Тетово, Костивар, Кичево и Зајас. Нападите биле планирани за средината од овој месец. Групата против која македонската полиција викендов водеше жестока борба во Кумановската дива населба. Во првите 2 до 3 дена од месецов се договориле за закуп на 4 куќи во населбата кои се наоѓаат во еден двор за 5000 евра. Голем дел од приведените носеле униформи, дел од нив се и поранешни команданти на ОВК. Поголемиот дел доаѓаат од Косово, но им се придружувале и групи од кумановските села. Сите признале дека илегално влегле во Македонија. Дел од 30-мината приведени при разговорите во полициската станица изјавиле дека оружјето го внесувале преку илегални премини со возила, ранци и торби. Стопанските комори на Прилепи Кавадарци ја продлаболчуваат својата соработка. Представници на Стопанската комора остварија средба на која ги разгледаа заедничките можности за развој на стопанството на овие општини. Присутните ја искористија можноста да упатат апел до политичките партии да не долеваат масло во огнот, што би имало негативно влијание врз стопанството. Се продлабочува соработката помеѓу стопанските комори на Прилепи Кавадарци. На средбата која што се одржа денеска во Кавадарци се говореше за инфраструктурните проекти преку кои би се подобрила комуникацијата и продуктивноста на домашните, но и иностранските компании. Присутните на средбата ја искористија можноста да апелираат до сите политички актери да не додаваат масло во огнот, бидејќи нестабилната состојба дополнително ќе се одрази врз стопанството. Уште еднаш или по не знам кој пат да добро размисли кога е во прашање безбедносната состојба на Република Македонија, кога е во прашање пуштање на такви зли јазици и зли мисли низ етерот, бидејќи првите последици од таквото сценарио веќе со некнашниот конфликт ги чувствува прво стопанскиот сектор, прво бизнис секторот, а потоа и ние кои што чекаме од бизнис секторот. Да создаваме што подобри услови за бизнис климата за стопанството со цел постојаните капацитети да ги прошируваат со нови капацитети, да привлекуваме други домашни странски инвеститори и секако да привлекуваме и странски инвеститори. Председателите на стопанските комори, Симон Наумовски и Митко Јанчев, велат дека најавениот пат кој ќе ги поврзе општините од Тиквешкиот регион со Прилепскиот регион ќе допринесе за поголем развој на стопанската гранка во овие општини. Секако во денешните контакти со колегите овде во Кавадарци, ќе изнајдеме и други можности и ќе ги дефинираме тие можности, правци на наше заедничко действување во интерес на побрз развој на стопанството во двете општини во овие исклучително тешки времиња за работа кои ги има во моментот во Република. Стопанска комора Прилеп како комора има многу солидни фирми, големи фирми, така да мислам дека можеме да најдеме заеднички работи и ние како компанија во цела работа. Градоначалниците пак на општините кои се дел од Стопанската комора на Кавадарци велат дека соработката од година во година се повеќе ќе се продлабочува со оглед на фактот дека регионалната стопанска комора Кавадарци е релативно млада. Да изградиме и ја продлабочиме соработката заеднички се со цел да стопанството функционира во најдобар тек и сметам дека во ова насока ќе продолжиме и понатаму, доколку овие средби бидат се почести, а нашето присуство биде одбележано како и денес да извлечеме заклучоци и поуки. Верувам дека со изнаоѓање на решение на овие инфраструктурни проекти кои што се во иднина да планирани и општина Росоман ќе си го доживее својот напредок и нормално дека од една општина со, да не речам, селски инфраструктурни поврзувања ќе станеме во една модерна општина. На средбата покрај представници на стопанските комори и градоначалниците присуствуваа и голем број сопственици на фирми.
Податоците кои ги објави Државниот завод за статистика во првиот квартал има зголемување на странските туристи за 9,6%. Во март вкупниот број на туристи изнесува 36.160. Повеќе за ова од колегата Владимир Ристов. Во првите 3 месеци од годинава Македонија ја посетиле 62.171 странски туристи. Најбројни биле од Србија, Грција, Турција, Бугарија и од Албанија. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првиот квартал има зголемување на странските туристи за 9,6%. Во овој период бројот на домашните туристи изнесува 36.538 и има намалување за 8,4%. Според Државниот завод за статистика, бројот на ноќевањата на странските туристи во овие 3 месеци има зголемување за 9,6%, а кај домашните туристи намалување за 12,4%. Во март вкупниот број туристи изнесува 36.160, а бројот на ноќевањата изнесува 75.150. Бројот на домашните туристи во однос на март лани е намален за 13,5%, а бројот на странските туристи е зголемен за 8%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во март 2015 во однос на март 2014 е намален за 13%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 1,8%. Последните настани ги намалија аранжманите во македонската метропола за околу 50%. Намалувањето на бројот на туристи во периодот на туристичката сезона би можело да резултира со загуба за целата туристичка индустрија, а со тоа и за домашната економија. Македонската економија ќе се наруши доколку продолжат политичките тензии, проценуваат економските експерти. Според првите проценки по ново настанатата ситуација во државава, поразителни резултати ќе почувствуваат најпрво туризмот и земјоделството, а потоа и металната индустрија. Стопанствениците прогнозираат дека реалните штети во домашната економија ќе бидат видливи кон средината на оваа година. Туристичките работници стравуваат дека нестабилноста во Македонија ќе допринесе за откажување на аранжманите на странските туристи. Од Сдруженијето на хотелиери предупредуваат дека добриот старт на туристичката сезона со првомајските празници многу лесно може да го промени текот и странските туристи да почнат да ја одбегнуваат Македонија. Тоа би резултирало со намалување на угледот на државата и загуби за целата туристичка индустрија сезонава. И земјоделците посочуваат дека веќе се чувствува намалената поборувачка на градинарските производи, чиј извоз најчесто оди во земјите од соседството. Во периодот што следи, капиталните инвестиции, градежништвото и индустриското производство ќе бидат главниот двигател на економскиот раст, кој е остварлив само доколку не се нарушат економските текови. На 7-миот сајм за бизнис и предприемништво во Велес, учениците од Средното економско училиште ги представија своите виртуелни компании. Преку симулирана работа во тренинг фирмите, учениците го развиваат предприемачкиот дух, за во иднина успешно да се квалификуваат и на реалниот пазар за труд. Производство на сладки, бели пецива, продажба на козметички производи и работа во банки. Овие работни профили беа представени на штандовите на учениците од Средното економско училиште Јовче Тесличков. Виртуелните компании со кои управуваат учениците беа дел од 7-миот сајм за бизнис и предприемништво во Велес. Преку моделот на училишна компанија треба да се создадат образовани работни кадри, високо квалификувани на реалниот пазар на труд. Имаме 7 компании и една банка. Ние сме виртуелна банка и издаваме кредитни картички на нашите комитенти, односно комитенти ни се основните училишта и луѓе со кои се работува нашето училиште. Се занимаваме со производство и продажба на сладки, кои ги продава на локалниот пазар, па и планираме понатаму да прошириме нашата продажба во големиот пазар. Тоа е пекара. Во пекарата се работи со највисоки стандарди, односно вработените тука како менаџмент гледаме вработените да го задржат својот имидж и ние како самата компанија да го задржиме на намето и угледот на компанијата. Симулираната работа во тренинг фирмите ќе им помогне на учениците во иднина полесно да се справат со обврските и предизвиците во реалните компании за успешен старт на нивните кариери и развивање на предприемачкиот дух. Виртуелните училишни компании се основани од самите ученици, тие учат како да регистрираат фирма, избираат менаџер
ја спроведуваат постапката на вработување, пријавуваат вработени и сработуваат промотивен материјал, тргуваат по електронски пат во текот на годината со виртуелни фирми на меѓународниот и национален саем на училишни компании, водат сметководствена евиденција и склучуваат договори. Виртуелните компании се прилика за учениците да го покажат знаењето и вештините кои ги стекнале во образовниот процес. Своите производи, вработените ги нудеа на учениците од основните и средните училишта. Овој настан е и за привлекување на ученици кои што сега завршуваат деветолетка за нивното идно образование. Овие настани имаат своја специфика. Тоа значи дека се подготвуваат генерациите што завршуваат во училиштева за нивното идно определба за нивниот иден животен позив. На сајмот присуствува и представници од неколку високообразовни институции кои ги презентираа своите образовни профили на средношколците како идни потенцијални студенти. Неколку месеци во склоп на здравствениот дом работи Центарот за депресија. Пациентите на почеток доаѓаат на консултативни разговори, а потоа лекувањето е процесуално. Истиот работи секоја среда. Опфатена е популација која најчесто веќе е третирана на невропсихијатриското одделение при општата болница. Во склоп на здравствен дом Велес неколку месеци работи Центарот за депресија. Опфатена е популација која најчесто е веќе третирана на невропсихијатриското одделение при општата болница Велес. Станува збор за хронифицирани пациенти кои веќе имаат анксиозна симптоматологија, депресија и одредени други афективни состојби. Пациентите бараат излез од својата здравствена состојба. Нема одредена граница во врска со возраста. Се јавува дали по одредени стресогени моменти, екзогени предизвикани, ендогена, одредена состојба, па треба таа да се нотира, па после хоспитално да се третира или амбулантски со терапија. Смислата на Центарот за депресија е диагностицирање на самите состојби, значи не само на депресивни состојби, него анксиозни, невротски состојби, социјални, екзистенцијални и така натаму. Центарот за депресија работи секоја среда. Пациентите на самиот почеток доаѓаат на консултативни разговори, а потоа лекувањето е процесуално. Доктор Катарина Николова, невропсихијатар, и психијатрите Дона Игнова и Никола Николов се лекарите кои ги обслужуваат овие пациенти. Не може да се рече дека постои епидемија од депресија, пошто низа фактори се, значи мултифакторијално е иследувањето, доаѓањето, самата манифестација на симптоми, пошто не е едноставно. Кај нас психијатријата е биолошки ориентирана, претежно се работи таргетно, па се препишува терапија. Не секој пациент е депресивен, може би станува збор за анксиозност, вели доктор Николов. По повод 5 мај, денот на акушерките и 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри, Сдруженијето на медицинските сестри од Велес на пригоден начин ги одбележа овие два дена. Весна Лазаровска, акушерка во општата болница Велес, ја доби републичката награда за најхумана медицинска сестра. По продолжение следуваат изјавите на медицинските сестри во однос на одбележувањето на 12 мај. Новото здравство носи многу голем број на предизвици, бидејќи значи современото здравство има воведување на нови диагностички процедури и медицинските сестри и останатиот медицински персонал не само што се ги прифаќа овие предизвици, успешно се справува. Успешно се изведени едукации во Турција, во Словенија, во Београд, значи имаме комплетна едукација на средномедицинскиот персонал. Да се биде медицинска сестра, тука морам да кажам и техничар и акушерка. Околу 500 лица од Македонија викендов заминале за Србија. Археолошкиот музеј на Македонија е меѓу 15-те најдобри во Европа.
Околу 500 граѓани викендов ја поминале македонско-српската граница. Како што пренесува српската агенција Бета, лицата кои ја преминале границата биле од Кумановскиот регион, каде викендов безбедносните сили се судрија со поголема група на терористи. Помошникот на комесарот за бегалци мигранти Иван Гергинов изјавил дека сите лица се сместени кај своји роднини, апелирајќи семејствата кои имаат проблеми со финансиите, здравието или што и да е друго, да се јават во Црвениот крст, кај специјалниот пратеник за бегалци или Центарот за социјална работа. Археолошкиот музеј на Македонија се вброи во 15-те најдобри музеи од Европа на јубилејното 20-то доделување на наградата на Европската музејска академија Луиджи Микелети, што се одржа во Бреше, Италија. Делегација на Археолошкиот музеј на Македонија учествуваше на јубилејното издание на оваа музејска академија, како единствено од балканските земји, чија кандидатура е прифатена во потесниот круг. Тимот на Археолошкиот музеј, начело со директорката Весела Честоева и представникот на ЕМА за Македонија, Гордан Николов, го презентираа македонското културно-историско наследство, сместено во новиот објект во Скопје. Пронајдени 800 килограми кокаин во Чиле на граничниот премин со Боливија. Денеска средба на Кери и Путин во Русија. За вестите од светот, Емилија Ничовска. Американскиот државен секретар Џон Кери ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин. Според најавите, на средбата ќе се разговара за изнаоѓање начини за решавање на војната во Сирија. Русија е спремна за диалог со американците, кои според Кери веруваат дека имаат заеднички интерес и покрај тензиите меѓу двете страни околу војната во источна Украина. Според соопштението на Стейт Департментот, средбите се дел од тековниот напор официјален Вашингтон да одржува директна комуникација со виши руски представници и да обезбеди дека американските ставови се јасно соопштени. Кери посочи за минувана самит во Турција на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО. Чилеанската полиција конфискувала пратка со 822 килограми кокаин, сокриен во камион со дрвена граѓа, што на граничниот премин пристигнал од Боливија, соопштија вчера локалните медиуми, пренесува ТАС. Дрогата била распоредена во пакети од по 130 до 150 грама, завиткани во алуминиумски фолии и премачкани со смола, за да се залажат полициските кучиња. Полицијата претпоставува дека дрогата е во вредност од околу 32 милиони евра и дека била наменета за пазарот во Франција. Надпреварот помеѓу Куманово и Работнички е одложен по барање на домаќините и по препорака на МВР. Дербито МЗТ Скопје и Работнички со хумана страна. Средствата од продажбата на билети ќе бидат наменети за помош на Максим Стојановски. Дали Наумче Мојсовски ќе настапи на клучните средби за нашиот национален тим во квалификациите за Европското првенство 2016 година. На барање на кошаркарскиот клуб Куманово, а по препорака на Министерството за внатрешни работи, мечот со Работнички е одложен за 19 мај. Поради нарушената безбедносна состојба, Куманово бараше мечот да биде одложен, откако МВР препорача дуелот да се игра во друг град или без присуство на публика. Надпреварувачката комисија при Македонската кошаркарска федерација излезе во пресрет на овој клуб, носејќи одлука мечот наместо на 13 мај да се игра 6 дена подоцна. Од денес започнува продажбата на влезниците за надпреварот од 10-то коло на Суперлигата помеѓу МЗТ Скопје Аеродром и Работнички, кој ќе се одигра во петок со почеток од 19 часот, пренесува официјалниот веб-сајт на МЗТ Скопје. Влезниците ќе бидат по цена од 100 денари, а целиот приход од влезниците ќе биде наменет за помош на Максим Стојановски. Максим е роден во 2012 година, а има проблем со видот. По долгите испитувања констатирано е дека во Македонија нема решение за лечење на неговиот проблем.
Ракометната федерација на Македонија ја очекува период на разговори и преговори со раководството на тимот на Лахвија за да му биде дозволено на Наумче Мојсовски да настапи на клучните средби за нашиот национален тим во квалификациите за Европското првенство 2016. Надпреварите за кои што се преговара се на 10 јуни во Сент Гален против Швајцарија, а 4 дена подоцна и против Чешка во Јане Сандански во Скопје. Проблем за нашата репрезентација е што во периодот од 7 до 11 јуни во Катар ќе се одржува Купот на Емирот, кој е едно од најзначајните надпреварувања во оваа држава. Евентуалното отсуство на Мојсовски ќе биде голем удар за македонскиот национален тим пред последните два меча во квалификациите, на кои нашата репрезентација мора да забележи 2 победи за да се пласира на Европското првенство во Полска. Крајно неизвесен е и настапот на повредениот Филип Миркуловски. Македонскиот репрезентативец Агим Ибраими е номиниран во финалниот избор за најдобар фудбалер на сезоната 2014-2015 во Словенија. Антики Атланта изедначија на 12-2. Фудбалерите на Барселона вечерва ќе треба да ја одбранат предноста со 3:0 со тимот на Бајер Минхен. Македонскиот репрезентативец Агим Ибраими е номиниран во финалниот избор за најдобар фудбалер на сезоната 2014-2015 во Словенија. Ибраими според изборот на стручната јавност е меѓу тројцата финалисти, од кои ќе се бара најдобриот во словенечкиот шампионат. Нашиот офанзивец е во изборот заедно со уште соиграчот од Марибор Марко Штавареш, како и 21-годишниот крилен офанзивец на Целје Бенјамин Вербич. Агим Ибраими веќе од 2011 година со исклучок на неколку месеци минати во Каљари е еден од најдобрите фудбалери во Словенија и лидер во тимот на Марибор. Единствениот македонец во НБА лигата постигна 7 поени во триумфот над Вашингтон од 106-101. Екипата на Атланта изедначи на 2-2 во полуфиналето на плеофот во Источната конференција, откако на гостувањето кај Вашингтон славеше со 5 поени разлика. Македонскиот кошаркар беше стрелец на 7 поени за нецели 15 минути во игра, додаде и 2 скока, 1 асистенција и 1 загубена топка. Во втората одиграна средба, Голден Стейт славеше над Мемфис со 101-84 и исто израмнина 2-2 во серијата. Кари додаде 33 поени, од кои 21 во второто полувреме и беше наефикасен во победничкиот табор. Фудбалерите на Барселона денеска ќе треба успешно да одговорат на предизвикот што им престои во Минхен, каде што ја гостуваат на екипата на Бајерн. Високите 3-0 од првиот меч се предност кој ќе треба да биде одбранета, а дали ќе може да го сторат тоа момците на Луис Енрике, ќе се види вечерва од 20 часот и 45 минути. Бајерн е без победа на последните 4 надпревари. Вечерва баварците ќе мора да прекаат за остаток од 3 гола против Барса на полуфиналниот реванш надпревар од Лигата на шампионите, откако немаше среќа во првиот меч каде се соочи со својот поранешен тим, Пеп Гвардиола вечерва повторно ќе има тешка задача. Времето денеска беше сончево со мала до умерена локална облачност. По продолжение да ја погледнеме деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион.
Благодарам на вашето внимание. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Имајте пријатна вечер.